Председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во меморијалниот комплекс Треблинка во Варшава, Полска, им отдаде почит на жртвите од Холокаустот и положи цвеќе пред спомен обележието посветено на 7144 македонски евреи депортирани во логорот на смртта во 1943 година. Во изјава за медиумите, председателката истакна дека не смее да се дозволи историски ревизионизам и фалсификување на вистината за Холокаустот врз македонските евреи. Таа нагласи дека трагедијата е особено болна за македонското општество, бидејќи антисемитизмот никогаш не бил карактеристика на македонскиот народ. Силјановска-Давкова посочи дека евреите од Македонија кои успеале да ја избегнат депортацијата веднаш се приклучиле кон народно-ослободителната и антифашистичка борба, што според неа представува силен доказ за соживотот и заедништвото меѓу народите во земјава. На комеморативниот настан се обрати директорот на Фондот на Холокаустот на евреите од Македонија Гуран Садикарио, кој истакна дека ваквите настани се важна порака, дека сеќавањето на трагедијата мора да се зачува. Тој нагласи дека е неопходно да се памети вистината и да се отдаде почит на она што Македонија го изгубила во времето на Холокаустот. Во рамките на посетата, председателката положи цвеќе и пред централниот споменик во Треблинка ја разгледа музејската поставка и уствари средба со директорот на меморијалниот и музејски комплекс Едвард Куповка. Таа го поздрави поставувањето на новиот зид на кој ќе бидат испишани сите познати имиња на убиените евреи во Треблинка, меѓу кои имињата на македонските евреи. За време на престојот во Варшава, председателката положи венеци пред споменикот посветен на жртвите од Варшавското гето, оддавајќи почит на жртвите од Холокаустот. Царинската управа и управниот суд подпишаа меморандум за соработка со кој се воспоставува дигитално поврзување меѓу двете институции, овозможувајќи електронска размена на документи во рамките на управните спорови. Како што информира од Царинската управа преку социјалните мрежи, со подпишувањето на меморандумот ќе се овозможи институциите да се поврзат преку софтверската платформа ЕПУС. Преку овој систем ќе се врши електронска достава и размена на судски акти и други документи поврзани со управните спорови во кои Царинската управа се јавува како странка во постапките пред управниот суд. Од институциите посочуваат дека дигиталното поврзување ќе придонесе за побрза и поефикасна комуникација меѓу нив, како и за поедноставување на административните процедури. Со ова се очекува да се намали времето потребно за обработка на предметите и да се подобри транспарентноста и ефикасноста во постапките. Оваа иницијатива е дел од пошироките напори за модернизација и дигитализација на институциите, со цел подобрување на функционирањето на јавната администрација и олеснување на судските процеси. Генералниот секретар на Иранскиот совет за национална безбедност Али Лариџани упати острог закана кон американскиот председател Доналд Трамп, откако Трамп предупреди дека САД ќе го нападнат Иран 20 пати посилно доколку Техеран го попречи бродскиот сообраќај низ Ормунскиот теснец. Лариџани ја објави пораката на социјалната мрежа X, истакнувајќи дека Иран не се плаши од заканите на американскиот лидер. Пожртвуваната нација на Иран не се плаши од твоите празни закани, дури ни оние поголеми од тебе не успеа да го елиминираат Иран. Внимавај самиот да не бидеш елиминиран, напиша тој. Напнатоста доаѓа во момент кога конфликтот на Блискиот Исток продолжува да ескалира. Иран во вторникот изведе нови напади врз Израел и врз неколку арапски земји од Персискиот залив, како одговор на претходните напади на Израел и Соединетите американски држави. Освен ракетни и дрон напади кон израелските цели и американските бази во регионот, Иран ги таргетира енергетската инфраструктура и сообраќајот низ Ормунскиот теснец, клучна точка за глобалната трговија со нафта. Се смета дека овие напади имаат за цел да создадат силен економски притисок врз светската економија, да ги принудат САД и Израел да ги прекинат војните операции. Како резултат на ескалацијата, цените на нафтите значително пораснаа. Енергетската компанија предупредува дека евентуална долготрајна блокада на Ормунскиот теснец може да има сериозни последици за глобалниот пазар на нафта и газ. Заканата на Лариџани кон Трамп се смета за дел од пошироката ескалација на конфликтот, кој веќе има влијание не само врз безбедносната ситуација на Блискиот Исток, туку и врз светската економија и енергетските пазари.
Цените на нафтата забележаа значителен пат откако американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди Иран да не го блокира ормунскиот теснец, клучен морски премин за глобалните енергетски испораки. Трамп на социјалните мрежи порача дека Соединетите американски држави ќе реагираат многу остро, доколку Иран се обиде да го прекине протокот на нафта низ теснецот. Ако Иран направи нешто што ќе го запре протокот на нафта низ ормунскиот теснец, ќе биде погоден од Соединетите американски држави 20 пати посилно отколку сега, напиша Трамп. Во утринското тргување на азиските пазари, референтната нафта, Брент нафта, падна за 6,5%. Се тргуваше по цена од $92,46 за барел, додека американската нафта West Texas Intermediate се намали за 7% на $88,15. Предходно во понеделникот цената на нафтата достигна речиси $120 за барел поради стравувањето дека војната меѓу САД, Израел и Иран може сериозно да ги наруши испораките на енергенци од Блискиот Исток. Падот на цените им даде кратко олеснување на инвеститорите, но аналитичарите предупредуваат дека енергетските пазари натаму се неизвестни. Според експертите, цените можат брзо да се променат во зависност од развојот на конфликтот на Блискиот Исток. Ормунскиот теснец има огромно значење за светскиот енергетски пазар, бидејќи низ овој морски премин минува 1/5 од светската нафта. Во меѓувреме, земјите од Г7 соопштија дека се подготвени да преземат неопходни мерки за стабилизирање на глобалното снабдување со енергија. Времето денеска сончево со мала локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец. Во Скопје се очекува сончево време со мала до умерена облачност и слаб до умерен ветер од југоисточен правец. Утринската температура ќе се спушти до околу 0 степени, максималната дневна ќе достигне 17. Според прогнозата на управата за хидрометеоролошки работи, до петок времето ќе биде сончево и релативно топло, со мала до умерена облачност. Утринските часови ќе бидат постудени, а во некои места минималната температура ќе се спушти под нулата. За време на викендот се очекува променливо облачно време со услови за појава на слаби локални врнежи од дожд.